Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Милиарди звезди блескале на ноќното небо. Мажи од Вавилон со телескоп го наблюдувале блескавото небо. Погледнете, нова звезда, таква каква што немало никогаш досега. Во право си, одеднаш нова звезда. Што значи тоа? Тие мудри мажи знаеле многу за астрономијата. За да го најдат одговорот на прашањето, тие проучувале камени плочи и долги свитоци. Еве, овде звездата покажува дека е роден царот на евреите. Многу особен цар. Најдоброто нешто што треба да го направиме е да одиме да го најдеме, а потоа да му се поклониме. Тој треба да стане и наш цар. Се родил Исус, вечниот цар. Бог прво им кажал на пастирите, а потоа на мудреците во Вавилон. Набрзо потоа, мудреците ги натовариле патните торби и подароците на нивните камили. Тие морале да поминат растојание од над 1000 километри. Нивното патување траело повеќе месеци, но Исус им бил многу важен. Сакале да му се поклонат и да им покажат на сите дека го прифаќаат како Господ во нивните животи. Дали оваа Божикна сезона ќе му го покажеш истото? Дали сакаш тој да биде твој Господ и Спасител? Уморни, мудреците конечно пристигнале до големиот град Ерусалим. Каде е новородениот цар? Ја видовме неговата звезда и дојдовме да му се поклониме. Никој не им одговорил. Луѓето биле збунети и ги продолжиле своите работи. Царот Ирод бил најмногу вчудовиден. Тој ужасен цар, од кого секој се плашил, бил исплашен да не го загуби тронот. Брзо ги повикал своите писари да дојдат кај него. Дали знаете каде ќе се роди овој цар на евреите? Се разбира, знаеме. Го проучувавме Божиото слово. Царот ќе дојде од Витлеем. Тие зборови го прободеле Ирод како меч, но не дозволил никој да го види неговиот страв. Тајно ги прашал мажите од Вавилон. Кога се појави звездата? Кога првпат ја видовте? Сигурно, тие му го кажале датумот. Тогаш го знаел тоа што му треба. Одете во Витлеем и барајте го детето. Кога ќе го најдете, вратете се да ми кажете, за и јас да му се поклонам. Дали навистина сакал да го направи тоа? Не. Тој ужасен лажго сакал да биде единствен цар и затоа сакал да го убие овој млад цар. Мудреците заминале од Ерусалим. Во следната драма ќе слушне што се случило потоа. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!